Студеното јануарско утро не поколеба денот да го поминеме во рибарење. Страста и желбата за риболов е многу поголема за да може студеното време да не одврати од намерата за риболов. Иако, да бидам искрен, времето беше доста студено, а температурата беше само 1 степен над нулата, но ветерот кој повремено дуваше правеше да почувствуваме уште поголем студ. Но тоа е спортот и не секогаш условите за рибарење ни се погодни, а водата во езерото мирна, како што секој рибар посакува такви услови. Езерото Бучинци денес и не беше баш најпосетено од рибари, па така можеме да бираме каде да се поставиме и од каде да се обидеме да уловиме краб, кој во ова езеро солидно е застапен, а го има и во големина и над 20 килограми. Водата беше прилично мирна, па започнавме со склопување на опремата, односно трските, па за кратко време мамците и примамата веќе се најдоа во езерото. Езерото неколку пати е порибувано од местното население и истото нема концесионер, бидејќи ова езеро припаѓа на мештаните од селото Бучинци, кои воедно се грижат за истото. Ова езеро го посетуваат и повеќе од 100 рибари дневно, во зависност од временските услови и периодот од годината. Неколку трски пуштивне на длабинско ловење, со надеж дека денес можеби крапот ќе ни приреди изненадување.
Како времето одминуваше, удар се уште немаше на длабинките, но по некој костреж ќе ја разбиеше пасивноста и колку толку ќе не вратеше надежта дека можеби ќе удри некој поголем примерок. Полека започна да дувка и ветер кој постепено го разбрнуваше езерото. Кога помислив дека нешто поголемо ми ја повлекло тапата во водата, привлечењето сватив дека всушност јадицата се закачила во трската, па така останав и без тапата и јадицата. Но и тоа секојдневно се случува, и не само мене, ако е тоа некоја утеха.
Времето се повеќе заладуваше, а тоа најдобро го осеќавме на нашите измрзнати прсти. Па така полека почнеме да си ги прибираме работите и трските и да се спремаме за заминување. Ја собравме опремата и трските, а неколкуто уловени примероци ги вративме во езерото да го продолжат својот живот. И денес, по ова студено време, немам среќа да уловиме крап, но сигурен сум дека и тој ден ќе дојде кога среќата и нас ќе ни се насмевне. Крапот ќе се најде во нашата чуварка. А до тогаш ќе почекаме и ќе ве поздравиме со рибарскиот поздрав Бистро. Томче Спорт од Кочани е застапник на врвните светски брендови Aimpoint, Duplex, Zuber, Norika, Havke, Silma. Располага и со голем асортиман на ловни пушки и карабини од марката Benelli, Frenchi, Beretta, Sabati, Baikal, Iže, чешка зброевка, Browning и други марки на оружје од познатите светски производители. Исто така располага со голем број на модели од програмата на Aimpoint, Micro H1, H2, S1 и многу други Red Dot нишани. Ловечка муниција од голем број на врвни производители, Duplex, Zuber и многу други познати брендови. Продавницата е снабдена со комплетна ловечка опрема, како ранци, елеци, одела за лов Deer Hunter, голем избор на чизми од марката Lemigo со заштита од 100 до минус 50 степени Целзиусови, како и друга ловна опрема. Во продавницата на Томче Спорт може да одберете трски од познати брендови, како и друга риболовна опрема која ви е потребна. Меѓу другото, во продавницата може да купите и производи од познатиот светски бренд Штил. Повелете и посетете не за да се уверите во квалитетот и пристапните цени. Томче Спорт. Во моментов ќе презентираме серијата Рекорд, серијата Emperor Professional, Zoomit и Spank модела. Сите овие модели имаат редуциран врв, што возможува амортизација на рибата доколку удри покрупна. Исто така се користи ваков редуциран врв и кога се лови ситна риба, бела и плашица, за да го амортизира ударот, бидејќи знаеме колку трза на трската и сето тоа да го амортизира, за да може успешно да извадиме за брзо време. Во моментов ги имаме Рекорд, серијата Рекорд од 2 до 4 метра. Ова е најекономичната серија на директни трски од Колмик и е доста добра, ја лично ја користам. Веќе пред една година се уфрли оваа серија Emperor Pro, тоа е веќе нешто по-квалитетно, со по-квалитетен карбон, веќе и 2 метра трската добива и лутана тршка, за да може убаво да се ната со неја. Следното е Zoomit. Zoomit е Zoomit е наменат исто така за директно ловење, меѓутоа има јачина и да се направи како полонез. Оваа трска е all round
за повеќе намени, за шифтерски риболов, риболов со тапа, и има многу економична цена за тоа што го нуди како квалитет трската. Тоа што гледате, низок е диаметарот, мала е и тежината, XT ознака, значи веќе професионал иде. И последната која имаме е Spank специмен. Ова е релативно појака трска, потешка е, меѓутоа е така добро избалансирана, со редуциран врв и таа исто. И наменета е за поголеми примероци на риби. Значи, слободно за мрена, за краб, за поголеми примероци на црвеноперка. Значи, овој модел е, би кажал, одличен за ловење со директна трска, со директно од врвче, поврзан конец од чамец. Значи, може да издржи големи примероци, амортизира, има доволно сила во неа за било каква ситуација. Ова е моделот и со цена е доста достапен. Значи, за 6 метра трска, некои си 3000 денари, не е нешто многу со тоа што би добил риболовецот. Првиот, моментално најдобриот XT верзија е бамбу, кепчето од 3 метра. Има само малку појак диаметар, меѓутоа е одлично балансирано и голем процент на карбон во него, што значи е релативно лесно и доста јако. Вторите две верзии се аматерски и се многу ефтини. Пожелно е секој риболовец, за да не крши трска при вадење на риба, не знам, да крече назад, ги работи, да си употреби ако нешто. Со тоа ќе ги намали шансите да му избега рибата, да му скине конецот и да искрши и врвчето од трската. Едноставното решение е ова кепче, кое се купува дополнителни глава за него, се монтира на врвот, се пушта и се олеснуваме работата при вадење на рибата. При тоа, ниту ризикуваме да изгубиме рибата да не искине, што знаеме дека рибата е најпесна, би рекол, па ќе осети дека е веќе при крај, покрај брежето. Со ова, практично ја нема уште до знаење до незините рецептори дојдено дека се наоѓа на обалата веќе, блиско до обалата. Исто, една од подобрите верзија, оваа година 2019, Бостон кепот 4 метра, XT серија, значи по редуциран диаметрот во однос на бамбу кепот, кој е веќе 4 метра и може така да компарирате, да видите дека е доста потенко, меѓутоа е 4 метра, ова е 3 метра. Цената му е нешто поскапа од ова бамбу, и тоа добиваме должина од 4 метра, чист карбон, цврсто кепче, не, што би рекле нашите колеги, не манда, многу круто, многу јако. Ова е една од верзиите за оние кои веќе имаат искуство и сакаат да користат кеп при ловењето. Ова веќе не е колник, меѓутоа ќе го представам. Тоа е екстра карп за крапски наменето кепче, многу јако, карбон композит, че повеќе фибер, колку карбон, меѓутоа тоа му дава јачина да може со него слободно да извадиме риба и над 20 кг. Толку е јако.
Крап. Крапот е риба која ја донеле римјаните на подрачјето на Европа. Крапот е една од најпопуларните риби на нашите простори. Риба која за жал во Македонија нема во изобилие, а која поради големината на раст, начинот на фаќање и квалитетот на месото е една од најпопуларните, ако не и најпопуларна риба меѓу македонските рибари, но и пошироко. Крапот е лесно препознатлива риба. Телото на крапот е издолжено, заоблено и покриено со доста крлушка. Има силен опаш и долга оштра грбна перка. На горната уста има два пара мали бркови. Бојата на телото му е жолтеникава, стомачниот дел му е прљаво жолтеникав, а кон грбот бојата станува потемна кон сива, иако ова не мора да биде правило, затоа што бојата на телото на крапот зависи од местото на неговото живење. Крапот најчесто се дели на питом или езерски и див крап или речен крап. Езерскиот крап има подолго тело, а помала висина, додека речниот крап е пократок, но подебел. Најслична риба на крапот е карашот, но сепак крапот се препознава по доста специфичности. Некои рибари го разликуваат и по крлушките, односно разликуваат крап со многу крлушки, крап со помалку крлушки и гол крап. Крапот е многу вешта, јака и издржлива риба. Доста борбена риба, вешто се бори и наоѓа начин да се ослободи. Подолго може да издржи и без вода, слично како и карашот. Крапот е риба која живее во бавно проточни или мирни води, така што претежно живее во долните текови на реките и во езерата. Таквите води, топли со помало количество на кислород и побавно течение, се нарекуваат крапски или ципринидни води. Крапот ужива во тивки и длабоки води во реките и езерата. За време на големите жештини се повлекува во поладно или пак се крие во сенки или под некои водени растенија, шаорот, трската, гранки и слично. Распространет е низ цела Европа и Азија. Кај нас го има во речиси сите поголеми езера и во поголемите реки. Во Македонија најпознати се дојранскиот крап, преспанскиот крап и охридскиот крап. Според начинот на исхрана, краповите се што јади. Храната ја собираат риејќи под дното, со подавање на устата и шмукање на храната. Се верува дека крапот си има своји места на хранење. Тоа се места на кои крапот ја наоѓа храната и кои доста добро ги памети и често ги посетува. Се смета дека на местото на кое крапот има стекнато осет дека е безопасно и на кое ја наоѓа својата храна, тој секојдневно ќе престојува. Крапот се размножува во пролет, од април до мај, а доколку времето е ладно, мрестењето може и да се продолжи. Крапот е полово зрел за размножување со навршување на 3 години. При парењето, возрастните единки патуваат до подрачјата погодни за мрестење и тоа е обично поплитката вода, каде женките испуштаат голем број лепливи јајца врз водената вегетација, и тоа од 200 до 700.000, кои пак се развиваат за околу 8 дена. Малите крапчиња брзо се развиваат и некаде напролет стигнуваат 10 до 11 см должина.
Во својата втора година, крапчињата може да тежат и до половина килограм, во третата до 1 килограм, за да во четвртата година може да нараснат и до 3 килограми. Крапот може да израсне и над 1 метар и преку 30 килограми во својот живот. Месото на крапот е доста квалитетно, иако понекогаш знае да биде доста масно или пак да има одреден мирис на тиња. Токму поради квалитетот на месото од крап, тој е доста баран и одгледуван на пазарот.